Наџински го демантира адвокатот Стевановски. Црквата на Беровско езеро се градела со одлука на Совет. Реагираше денес беровскиот градоначелник, откако вчера одби да одговори на новинарско прашање поврзано со изградбата на посочениот верски објект. Според Наџински, изградбата на црква на посочената локација било уредено со соодветни одлуки, со што на оваа градежна парцела во урбанистичкиот план вон населено место за туристичката населба Беровско езеро е предвидено да се изгради верски објект. За туристичката населба Беровско езеро е предвидено да се изгради верски објект со одлука на Совет на општина Берово, број 071291-1 од 6.7.2012 година и повторно со одлука на Советот за измена и дополна на урбанистичкиот план во населено место за туристичката населба Беровско езеро, број 09.113-1 од 27.4.2015 година, со добиена согласност од страна на Министерството за транспорт и врски за урбанистичкиот план во населено место за туристичката населба Беровско езеро, број 16.153-2 од 23.5.2013 година и донесената одлука од страна на владата на Република Македонија, број 51.5079-1 на седницата одржана на 28.9.2011 година. Стои во реакцијата на градоначалникот. Писмената реакција на Наџински доаѓа откако вчера адвокатот Стевановски преку ТВ Старо белодени дека против градоначалникот и уште 4 лица, меѓу кои и ктиторот на црквата, вработени во општината и државниот правобранител, се поднесени кривични пријави, зашто возможиле, односно не спречиле изградба на објект на земјиште кој е предмет на денационализација. Со веќе донесено конечно решение во управна постапка од страна на Комисијата за одлучување по барањата за денационализација при општина Берово, со кое парцелата му се враќа во сопственост на мојот клиент. Парцелата се уште се води како сопственост на Република Македонија од причини што државниот правобранител за подрачјето на Кочани го оспори предметното решение. На тврдењето на градоначалникот Наџински дека изградбата на црквата е одобрена со одлука на Советот, реагираше и председателот Матеничарски. Советот на општина Берово има донесено урбанистички план за Беровско езеро и во него е предвидена изградба на црква, но имотно-правните односи не ги решава Советот. Тие се во надлежност на општината и на други државни институции. Одлуките кои ги приложува Наџински му се некакво алиби за да го оправда самоволието и своите кривични дела. Истакна во својата реакција Јован Матеничарски.